Кандидатот за председател на Република Македонија Ѓорѓе Иванов вчера се сретна со жителите на Виница каде одржа митинг на која представи својата програма за председателската кандидатура. Иванов акцент стави на невработеноста, за која рече дека опаѓа од 2006-та по отварањето на 120.000 работни места, истакнувајќи дека потребни биле многу реформи, закони и промени да се создадат услови за странски инвеститори, но и домашните да отвораат нови работни места. Актуелниот и кандидат за иден председател посочи дека политиката не се мери по празни ветувања, туку по отворање на нови работни места и создавање услови младите да останат во Македонија. Затоа австриската текстилна компанија Текспорт ќе отвори својата трета фабрика во Македонија токму тука, во Виница. Тоа ќе значи 200 вработувања за виничани. За оваа текстилна компанија добиени се сите градежни дозволи и изградбата ќе почне во јуни. Тука исто така продолжува со компанијата Мак Прогрес, која учествува во инвестициите и со изградба на нови капацитети. И се очекува уште 80 луѓе од Виница да се вработат. Пред големиот митинг во Виница, Иванов ги посети општините Чешиново, Блешево и Зрновци. И во Зрновци тој зборуваше за проектите на владата со кои се овозможи вработување на млада работна сила, како прв чекор во насока на спречување на иселувањето во западноевропските земји. Менување на закони, менување на амбиентот во Македонија да дојдат странски инвеститори, да се враќаат нашите луѓе кои успеале во светот, да доаѓаат да отвараат нови работни места. На митинзите одржани вчера низ регионов говор одржа и носителот на третата изборна единица Никола Тодоров, кој истакна дека секој глас даден за Иванов е глас за подобра иднина и подобра Македонија, ветувајќи отворање нови рурални аптеки во селата и по-професионално здравство во градовите. Подобра иднина за земјоделците од регионот вети и со партиецот Зоран Коњановски, актуелен министер